Со 66 гласа против, тројца воздржани и 17 гласа за, не помина законот за амнестија кој министерот за правда Кернар Лога го образложуваше пред пратениците. Во записникот беа впишени 15 пратеници дека гласале за, но потоа собранискиот спикер Талат Џафери образложи дека уште двајца пратеници, Аднан Незири и Илирие Даути, гласале за законот за да биде донесен, но тоа не влегло во системот. Ги повикувам пратениците да дојдат во затворот Идрисово и да ги видат условите. Амнестијата ќе овозможи ресоциализација, кажа Лога пред пратениците, набројувајќи ги сите претходни закони за амнестија кои поминале во собранието низ годините. Неизгласувањето на предлог законот за амнестија за Христијан Мицкоски е прашање кое треба да се постави на Димитар Ковачевски, бидејќи министрите на владината седница гласаа за, а пратениците во собранието против. Тоа што може да значи? Тоа може да значи дека Спасовски, Ковачевски, Маричич, Бисера, одбрана, како се викаше, Славица и останатите од СДСМ, Славјанка, па имаше и Славица на грковска ли беше. Тие го гласале на владина седница. А пратениците на СДСМ сега велат ние нема да го гласаме. Може би треба прашањето да биде упатено кон Ковачевски, да не има некакво недоразбирање помеѓу пратениците и раководството на СДСМ кога станува збор за гласањето на овој закон.